Дали Македонија се движи во вистинска насока и на внатрешен и на надворешен план? Го прашуваме политичкиот аналитичар Луизин Фаризи. Господине Фаризи, добре дојдовте во интервју на Република. Ви благодарам за поканата. Првпат ми е чест на интервју да дојдам во вашата емисија. Се надевам ќе имаме квалитетен разговор. Да почнеме од она што е најактуелно, тоа се протестите на студентите албанци, правосудниот испит да го полагаат на албански јазик. Дали ова барање според вас е јазичко или е политичко? Првен, правото на протест е уставно право. Секој граѓанин може да протестира за одредено мислење што го има и мисли дека е дискриминиран, односно би требал да земе некоја права што му е скратено од страна на уставно кажано државата. Но протестот е многу интересен што се случува буквално после владеените 2 години од новата влада и од тоа што дуи веќе е долг период за нив во опозицијата, бидејќи тие ни 2 сати не може да измислија во минатото дека може да бидат во опозиција, дури не може да се свестат, односно да направат крупни реформи внатре. И сега, после еден долг период, односно после протестот се го праја како политичка партија против законот кој требаше да се толкува нели пред Уставниот суд и се сеќаваме минатата година кога го чува албанскиот јазик пред Уставниот суд да не избега од таму со шатори, но сметката ја платија таа како политичка партија, бидејќи од страна на САД беа станени во црна листа. И дополнително немаше поддршка од странскиот фактор, бидејќи тие се навикнале 22 години секогаш да имат поддршка, односно тие да бидат како жртвено јаре, кажано, за одредени ситуации дека се жртви од политичкиот систем, односно од самата македонска политика против нив, тоа им била шминка пред меѓународниот фактор, за на друг начин никогаш па тие не се жалеле кога се договориле за тендери во минатата власт, особено во последните 7 години, односно особено после 2020 Сметате ли дека и Дуи сакаше да извлече некаква корист од овој процес? И сега тие што се обидуваат? Тие се обидуваат преку студентите тоа да го покријат, односно нивната волја да видат колку младината се поддржувачи на таа политичка структура, имајќи го предвид дека во последниот период особено Дуи ги губи младите, бидејќи младите повеќе гледат како да идат во диаспората, колку да работат тука. Единствената надеж на албанците, односно на албанската младина во нашата држава е некаде да се вработува во државните институции. Друга визија таа политичка партија не им нудил 22 години. Така што овие се обидуваат преку протестот. Што беше протестот? Протестот го водеа студентите, а позади нивните професори кои се вработеле под времето на Дуи капата на таа политичка партија, односно политичката криза, а да не забораваме дека одредени професори кои стоја позади студентите, а имаше и мал инцидент нели таму, каде се истите се дел од таа политичка структура, односно или се врват на партија или се пратеници во собранието. Така што мислам дека тој протест беше една мешавина помеѓу младината на Дуи, кои се односно излеза пред народот дека се студенти, професорите и функционерите на Дуи. Класично преведено на политички стил, тоа би била протест на младината на Дуи. Так, што мислите за декорот со американски знамиња за права за правосуден испит? Каква врска имаат американски знамиња со правосуден испит? Или тоа е дел од оној стандарден декор? Па слободно може да вееш секоја знаме, кај нас секој различно го вее секоја знаме од секоја друга држава, бидејќи, но едното е кај нас многу важно да се потенцира дека некако знамето на нашата држава не може да го истакне, како ние да се срамиме, да се плашиме и рето. И вториот момент многу беше интересно што тие протестира нели пред Министерството за правда, барат права од Република Македонија, а знамето го немат никаде. Тоа покажува дека колку длабоко е вмешана фолклоризмот на политичките партии и на тој начин сакат да профитират политички пред се
како во овој протест, но и генерално се обидат на начин да го поделат на да кажем на две или повеќе страни колку што можеш, пошто знаеш максимата колку повеќе ги разделиш, толку полесно се владееш. Така што мислам дека тој концептот дуе познат од 2002 година, а едно многу да ни е јасно. Ние и треба да знаеме дека ДУИ не може да функционира во правна држава. Тие функционираат во илегала бидејќи од таму се дојдени и така тие само така на тој начин може да функционираат. Се што е законски не може да... И што е најсрамно дека во Министерството за правда отколку е донесен за прв пат закон на употреба на јазиците, никогаш ниту еден министер за правда не го направил тоа правосудниот испит да биде на албански јазик. Ако сака има 20 години. Има 20 години и дополнително на протест се бившите министри за права протестираат против себе си. Би било интересно, би ми верувале на студентите и јас како ајде да кажем интелектуалец и како албанец пред се, да ја почне еден протест да протестира пред седиштето на ДУИ од Тетова првиот протест, па после понатаму ќе требаше да направат можеби протести да ги прошират во Скопје пред Министерството за правда. Но би било логично на тие што го создале проблемот кај нив да се протестира, а не во Скопје. Но ова е класично политички чин на ДУИ, бидејќи таа поддршка не го имаше само од внатре како политичка партија, туку и со другите гранки низ Албанија и Косово каде ДУИ има пристап, односно да кажам интелектуалци, аналитичари и ред други професори кои се Актуелни се и случувањата во обвинителството. Имаме нов државен обвинител, имаме и одземени ингеренции на дел од обвинителите, па оставка на Ленче Ристовска. Има ли надеж за нашево 2% обвинителство? Ние освен што од страна на странските, ајде да кажам, организации сме оценети и од страна на релевантни меѓународни организации дека сме биле некогаш заробена држава. Ние буквално бевме држава која немаше поделба помеѓу партијата и државата. Буквално обвинителството беше под директивата, можеби на бившите владетели на наша држава, да кажам премиери, министри и така други функционери во државата, така што ние очекуваме долг период да се направи независноста на правосудниот систем, особено во јавното обвинителство и во редовните судови во нашата држава, бидејќи кога ставаме мора да истакнеме редовни судови во државата, бидејќи да знаеме дека Уставниот суд е надвор од овој систем, да видиме друга категорија. Не се сите правници во нашата држава, тоа се подразбира. Така што ние на некаков начин имаме надеж. За прв пат во историјата на Македонија да опозицијата да не го критикува после изборот на Ама по 2 дена почна. Јавен обвинител. Добро, но во почетокот тие нема алиби за каде треба да го критикуваат. После 2 дена, односно од кога почна да ги прави реформите внатре, првите реформи, тоа се подразбира дека почна одма, бидејќи ги чекаше таму каде повеќе им боли на опозицијата. Тоа нивната реакција против јавното обвинител, тие покажуваат дека само декларативно сакат да има промени во државата, но не суштински. Тоа само му е парола како да идат на власт политичките партии, а не суштински да променат нешто за добро за граѓаните. Но јас мислам дека можеби да се разбираме во едно правосуден систем кај граѓаните му веруваат 2% и не може да промени 100% да им веруваат. Но сепак јас мислам дека ќе биде една точка од каде ќе почнат промените. Можеби новиот обвинител не може да прави големи реформи, бидејќи тој може во тие законските рамки моментално што се врз основа на анализот што ги имам, се надевам, односно јас сум позитивен и се мислам дека барем некои клучни реформи, барем затоа што многу е важно тој правосудни основно обвинителството да почне на правен пат. Бидејќи ти колку да имаш реформи во владата, односно колку влада да се бори против криминалот и корупцијата, ако и ќе поднесе кривични пријави во јавното обвинителство, ако јавното обвинителство не постапува согласно закон, тогаш џабе се бориме ние за против, ајде да кажеме, криминалот и корупцијата кои
кој владееше во минатото, бидејќи на крај на краишта ние како граѓани сакаме да видиме резултати буквално таму, односно тие што ја крадела државата, односно го злоупотребили службената положба да дават одчети и одговорност. Така, на почетокот ги споменавте ДУИ. Како ги оценувате односите меѓу ДУИ и ВЛЕН сега, откако едната партија е во опозиција, другата на власт? Многу интересно дека ако го гледаш како се движат албанските политички партии, тоа покажува дека се појават нови политички партии, па згаснуваат, па се поделуваат, па уште еднаш се поделуваат, па втор пат, па трет пат, па четврти пат и така натаму. Тоа кажува дека тие немат концепт и немат идентитет. Ти мора да имаш политички идентитет. Единствената цел на албанските политички партии е по секоја цена во некоја можна комбинација да бидат дел од власта. Тоа им е целта. Нема друга цел. Тие што излегуваат пред народот и кажуваат дека ќе се обидуваме, не е по дефиниција политичката партија е целта му е да дојде на власт, но не се по секоја цена. Оние се по секоја цена сакаат да бидат дел од власта и немаат политички концепт. Политички концепт не се гради за 2 недели, за 2 месеци. Тоа се гради со години. И ти треба да бидеш етаблирана и дополнително и со кадар. ДУИ 22 години владеа така што буквално ги фатија под канџа сите државни институции и ден денеска после 2 години ние не можеме да се ослободиме од тие луѓе кои се пикнале во тие институции, ќе треба уште долго време за да се може да се ослободиме, но пред се мислам дека ВЛЕН беше неподготвена за да биде влада. Можеби револтот на албанците беше поголем отколку што беа спремни албанските политички партии и во почеток кога се основаше влада сум биле најголемите критичари на позитивно се подразбира за нашето општество, дека ВЛЕН првин треба да испитува внатре колку има кадар за да може да се справува со тој институции. Јас мислам дека е потребно да се направи реконструкција на владата. Така, тоа мислам. Тоа е многу важно. Која е најслабата карика? И кај ВЛЕН и да речеме кај македонскиот блок така на. Има и од двете страни, но јас мислам дека во ВЛЕН има слабости. Да него бидејќи кога ние мислиме дека треба да се прави реконструкција на влада, ние не треба да ги смениме само министрите. Јас мислам дека министерот е само едниот од алката во државната власт кој применува политики, но кај нас има многу други институции пред се од вториот или од третиот ешалон кои се многу важни за спроведување на политика. Јас мислам дека тука е најголемиот проблем, особено во ВЛЕН. Сега нормално е во секоја држава се прави реформи. Тука и кај нас да се разбира освежувањето е многу важно. Бидејќи ако ги ставаш ти директорите да спијат таму по 4 години, а не дале резултати, тоа треба да ги смениме. Јас мислам дека за одредените ешалони можеби и порано требаше да се направи, но јас очекувам во следниот период, за еден месец или два, буквално не само министрите. Јас мислам дека подлабоко треба да се направи во другите институции. Една за сегаш ние подобро да немаме директори колку да стават од ВЛЕН што ги увезуваат буквално од ДУИ и од другите политички партии. ВЛЕН немаше капацитет, не беше спремна, но пред се јас мислам дека подобро нив отколку да продолжише со ДУИ во тој период кога буквално ајде да кажам условно, криминалците не ја водеа. Има ли влијание затегнатите односи меѓу Косово и Албанија во односите помеѓу ВЛЕН и ДУИ? Знаеме дека нели ДУИ се поблиски до Еди Рама и до Албанија, додека овие од ВЛЕН имаат поблиски релации со Курти и со Косово. Се прелева ли тоа никако и во односите меѓу двете албански партии? Јас сум пред многу долг период тоа што го кажав и испадна вистина, дека најголемата битка е помеѓу Еди Рама и Албин Курти, кој ќе владее надвор од овие две држави, односно албанските политички партии кои ќе ги има, условно кажам, под контрола, или ќе да имаат подобри релации, односно да бидат во влада тие истите политички партии, така Курти се обидуваше во Црна Гора, во Србија и тука кај нас, односно со тие политички партии кои има добри односи да бидат во власт, а ДУИ традиционално е поврзано со другите политички партии, во Косово е поврзано со ПДК, нели тие Демократската партија на Косово, односно тие кои бивши членови се моментално во Хаг, за тие се мисли. Да, тие се во опозиција тамо, а во Албанија
како да се прави пресврт, бидејќи во минатото да не забораваме, ако се сеќавате во 100 годишнината на независноста на Албанија во 2012 тој беше со Сали Бериша во тој период Али Ахмети, но кога дојде во не знам 2013-14 во власт Еди Рама на еден период нема добри односи, но после тоа, ако се сеќавате 2016 му правеше буквално услуга на Ахмети за да дојде на власт со тиранската платформа. Го зема ли Еди Рама превлад? И сега се многу поврзани. Јас мислам дека во тој период повеќе беа поврзани со Илирмета и на таков начин, моето мислење дека така се протна тамо да има добри односи со Еди Рама, но сега нормално долг период во владата и тука и таму дуи имаше други релации, се знаат кај нас како се прават релациите во која насока, но е добро што едно за секогаш што се пресече, зборам за кај нас, но да има тоа големет антагонизам помеѓу тие двата лидера. Јас мислам дека албанските политички партии во нашата држава, ние не сме ниво Косово, ни во Албанија, тука во една држава, многу е важно албанските политички партии да имат свој политички идентитет и да делуваат независно од влијанието на другите политичари, одnosno соседи. Сега за едно прашање треба да одат во Приштина да се договорат или од Тирана и ќе видат кој ќе има подобар став. Јас мислам дека ние треба да имаме. А тоа создава и недоверба кај македонците, не гледаат убаво кога за секое важно прашање одат на консултации кај Курти или кај Еди Рама. Мислам, не е Па и за други работи, не се само за големата политика. Еве пример вчера јас седев со некои така познати луѓе, во смисла на моите другари, и дебатираме во тоа дека вчера имал некоја акција, пример, против криминалот и односно организиран криминал во Скопје, нешто против наркотици, така таму во некои села, но тоа одма почна да се проширува кај албанците, дека прават претрес дома, но кога се прави претрес во македонската страна, ние ќе кажеме, односно буквално условно кажано, ние нам не интересира, ама кога ќе биде кај албанските, одма значи еве дојшле да не претресат дома и така натаму. Не треба да борбата против криминалот и корупцијата е еднаква, но мислам дека веќе тоа не значи дека е одма ќе падне, бидејќи кога имаш ти политички партии кои цело време го хранат национализмот, ти не очекуваш одма резултати, но сепак мислам дека со пресвртот 2024 година мислам дека некои работи испласнаа, бидејќи кај нас владеше една логика кај албанците дека дуи ќе биде непобедлив, односно не може никој да го руши од власта, бидејќи во минатото се обидели други луѓе кои јавно искажа дека дуи во опозиција, а после беа први другари во владата и делеа тендери заеднички. Господин Фариди, да поздравуваме малку за надворешен план. Како ја гледате Македонија и на внатрешен и надворешен план? Од една страна го имаме стратешкиот договор, а дома ги имаме оние стандардни партиски препакувања, додека дали имаме некаква фаворизирање на односите со САД и стагнација на евроинтеграциите? Дали имате таков печат? Мислам дека моментално каде е светот, ниту една држава нема добри односи ниту со САД, ниту со Европската унија, за држави кои се надвор, си кажувам, од Европската унија, а дополнително во самата Европска унија како да изиграва, односно делува неорганизирано, буквално бидејќи во самата Европска унија нема некој лидер кој може да ја предводи како беше во минатото Анджела Меркел. Така, нема лидер сега во Европска. Макрон не можеше да се снајде и доја буквално трети, четврти лидери во Европа како да бидат поважни, пример, од многу ситни држави да блокират, пример, гледаш дека во таа Европска унија, замислете, председателот, односно се извинувам, премиерот на Шпанија да е главен, пример, во Европската унија, држава кој пред 10 години, ако се сеќаваме, банкротираше буквално, па го спаси самата Европска унија и САД. Така што гледате како делуваат, пример, членовите на НАТО во смисла земјите кои се во дел на Европска унија, големите сили, кои не се во хармонизација со надворешната политика на Соединетите Американски држави во војната со Иран, визави тоа. Но јас мислам дека ние треба да водиме политика надворешна, која ќе биде балансирана со сите големи актери низ светот,
Да, ние сме демократска држава, настроена кон Европската унија, сме дел од НАТО, тоа е многу важно, но ние треба да ги водиме политиката, треба да водиме во принципот на нашиот интерес, на нашата држава, а не на некој друг како ќе му се допаѓа или свиѓа. Така, кога сме кај односите со ЕУ и со Бугарија, дали сметате дека е исправен ставот на премиерот Мицковски дека нема да има уставни измени, со дека нема цврсти гаранции од ЕУ дека ова е последно барање? Христијан Мицковски дојде на власт на тоа што му ветуваше на граѓаните дека ќе има цврст став, дека нема да се промени ако нема гаранции од страна на Бугарија. И тоа е во право, јас го поддржувам. Истото, бидејќи ние како држава во минатото многу имаме пропуштени. Ние сме единствената држава кој има преговарано со соседите на ова насока. Сите и другите држави имале проблеми, ама се решавале. Но кај нас е многу важно, бидејќи прашањата кои се отворени од соседните држави се буквално или за територија, или за нација, или за името на државата, или за знамето. Значи, тие сака да го трансформираат комплет како држава и како нација. Тука ме зборат за македонскиот народ. Така што, јас мислам дека тој начин пристапот на другите држави многу им наштетил многу на нашата. Јас мислам дека најголемата нема држава во Европска унија која има влезна која е платил таа огромна цена. Јас секогаш сум имал став дека можеби за нас би било подобро да имаше една меѓународна конференција каде одеднаш ние че требаше да ги решаваме проблеми, но сега е премногу досна бидејќи поминале речиси 20-30 години, значи од 95-та наваму, ние колку го сменивме знамето, ние можеби во тој период требаше да преговараме и додека додека другите држави не беа во Европската унија, односно мислам за соседите, освен Грција не бе во тој период, така што сега многу држави, замислете и утре дента, условно кажа Албанија влегува, па утре дента еве за правосудниот испит да те блокира, за да не верувам Албанија бидејќи веќе ветото се злоупотребува во Европската унија. Но мислам дека и Европската унија нема механизам како да ги стави другите држави кои имаат проблеми, но моето мислење е дека ние треба да ставиме во став, бидејќи ако се сеќавам во минатото Александар Ципрас што изјавеше, дека ако уште малце продолжеше ние ќе изгубивме. Так. Ние може треба да почекаме, но од друга страна светот во последниот период има големи кризи, како е кризата на нафта, бидејќи кога ги гледаш вака во собрание како делуваат овие политичките партии во опозицијата, односно за намалување на акција ДДВ, така и ред други политики што ги барат, односно реформи што треба, односно што треба да се намалуваат трошокот на граѓаните, ти мислиш дека Христијан Мицковски владата, односно го има бунарите тука во дворот на владата и копаме нафта и пуштаме нафта. Значи цел свет е загрозен од цените на нафта, така што добро што владата делува според своите политики и мудро однесува одлуки. И за крај да ве прашам, оптимист ли сте за регионот дека никогаш или скоро време ќе стане членка на ЕУ? Не знам, најблиско е се чини дека Албанија и Црна Гора, тука сме ние, Србија. Јас мислам дека уште долг период овие држави ќе станат надвор од Европската унија, бидејќи моментално како се движат работи низ светот, мислам дека и самата политика на Европската унија не е ориентирана кон Западниот Балкан. Гледаш дека буквално порано ние ќе видовме дека секој прв, втор ден ќе имаше делегација од Европска унија, не само кај нас, и во регионот. Јас го следам и другите, освен во Албанија што е во процесот на преговарање, во другите држави многу слабо идат странските представници, односно од страна на Европската унија. Тоа е доволен показател дека не сме им сега баш на врвот на. Јас мислам дека не сме ни втори ни од третите приоритетите и се имат други проблеми што ова криза ги има засегнато и нив. Господин Фаризи, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и за поканата и се надевам дека ќе се видиме следен пат. Благодарам.